Председателе, почитувани пратеници, ова е едно од прашањата за кое што разговараме веќе подолго време со Сдруженијето на пензионираните полициски службеници и сме во комуникација и со Министерството за труд и социјална политика, остваривме неколку средби и со премиерот Заев во однос на оваа тема. Важна тема, заради тоа што ако сакаме да навистина имаме праведност во македонското општество, тогаш мора да влечеме и одредени потези кои што би допринеле таа праведност да се види и на дело. Зашто всушност станува збор? Вие посочивте во вашето прашање, кое што укажуваше на факт дека постојат пензионирани полициски службеници кои што имаат несразмерно помала пензија и се во понеповолна ситуација од сите други полициски службеници кои што се пензионираат, а тоа е се заради законските промени кои што се направени. Имено во 2010 година се носи нов закон за внатрешни работи и во тој нов закон за внатрешни работи се утврдуваат критериуми како и врз основа на кои критериуми ќе се пензионираат полициските службеници. И сегашната регулатива е таква дека секој еден кој што ќе наврши 40 години стаж, без разлика на години на старост, се пензионира, односно може да биде пензиониран, и во 2014 година измената на законското решение во кое што може да биде продолжено до 3 години плюс, практично како што предвидува и Законот за работни односи, на основа на тоа се усогласени сите овие материјални закони кои што ги регулираат односите во Министерството за внатрешни работи. Сега, во што е суштински проблемот? После 2010 година со новиот закон, методологијата на основа на која што се пресметува основицата за пензија се заснова на 10 најдобри години во работниот стаж од 40 години. Значи, за секој еден полициски службеник, по тие 40 години, кои 10 години имал најдобри примања, најдобра плата, се засметуваат како основица од основа на која што се утврдува пензијата, додека пак полициските службеници кои што се пензионирале до донесувањето на законот во 2010 година, тие како основица се засметувала платата од сите 40 години и се утврдува просекот. И на основа на тој просек, имајќи во предвид дека имаме периоди во кои што имале навистина многу мали месечни примања полициските службеници, доаѓа до една сериозна разлика во пензијата на луѓето кои што, да речеме, во 2010 година се пензионирале во, на пример кажувам, во мај, да имаат една методологија на пензионирање, оние кои што се пензионирале во септември да добиваат пензија која што е, да речеме, 3 до 4-5 илјади денари повисока од тие кои што претходно се пензионирале. И ова беше покренато како прашање веќе подолго време. Ние разговаравме и претходно, и јас ова прашање, направивме средба и анализи во владата во однос на ова прашање, да видиме колку се фискалните импликации, за која бројка на луѓе станува збор и да го најдеме правниот модел, ако можеме тоа да го направиме во однос на исправање на ова да го направиме. Веќе се подготвува измена на закон, која што измена на закон ќе им овозможи на овие полициски службеници кои што се пензионирани пред 2010 година да практично направиме измена или анекс на решението за пензионирање и на тој начин да се утврди истото ниво на пензии и висина на пензии. Така да очекувам дека многу скоро тоа законско решение ќе биде доставено во собранието, ќе се најде во собраниска процедура и дека пратениците ќе имаат разбирање што е можно побрзо да го усвоиме ова законско решение и конечно да ја завршиме ова работа која што
сметам дека треба да биде завршена и да бидат задоволни и на некој начин да бидат луѓето со една сатисфакција, затоа што овде не се работи за луѓе кои што се беззначајни во македонското општество. Се работи за луѓето кои што биле на браникот на државата, кои што биле на браникот на безбедноста на оваа држава, кои што поднесувале разни ризици, се со цел да ја очуваат безбедноста, стабилноста на државата, и дотолку повеќе јас како човек ме обврзуваше тоа да направиме нешто повеќе за овие луѓе, така да на крајот сите и јас сум задоволен и владата е задоволна што можеме да понудиме законско решение кој што ќе ги реши овие проблеми на задоволство на граѓаните. Со тоа нормално носењето на законското решение ќе значи усогласувањето од моментот на донесувањето на закон па во идниот период. Благодарам.